Според истражувањата, над 40% од жените и девојчињата кај нас се сочиле со некако вид на насилство во интернет просторот. Но за жал сторителите се уште доволно не се казнуваат и спречуваат тоа да го прават. Ова беа едни од заклучоците на трибината Дигиталното насилство врз жени и девојчиња, препознај, блокирај пријави. Во Организација на Обединетите нации, Европската унија и ОПСЕ, која што се одржа во Прилеп. Ситуацијата била слична во скоро сите држави. Се работи за онлайн платформи кои што често пати се во собствеништво на мултинационални компании и начините да се дојде до сторителите, до оние кои што ги организираат овие мрежи, како што беше јавна соба во Македонија, се многу тешки, но сепак постојат начини нашите органи на прогон да дојдат до вистинските лица и да тие се соочат со правото и законот. За жал, жените и девојчињата не ни го пријавуваат ова насилство кај надлежните органи, иако добро го препознаваат. А и доколку се пријави, судските процеси траеле премногу долго. Има многу случаи, затоа ја правиме нашата кампања. Насилството на интернет не било обмислено да биде анонимно, но премногу анонимни ситуации имаме и премногу насилство во интернет просторот. Државата може да донесува, да усвојува закони, но мислам дека главната улога е кај родителите и кај наставниците да ги предупредат, да зборуваат, да работат со децата и да го промовираат доброто наместо лошото однесување. Ова е втора трибина кај нас од овој вид која што е во Организација на Обединетите нации, а е наменета за подигнување на свеста за борбата со дигиталното насилство. Првата се одржала во Скопје, а во следниот период вакви настани ќе се одржат во Струмица и Дебар.